ако убедувањата твои се конзистентни и кохерентни, тука нема простор за релативизација. Ако не се, тогаш имаш простор за релативизација и тука се добива проблемот на објективноста на твоите одлуки. Во теистичкиот светоглед имаше јасно одреден систем кој нема многу простор за релативизирање на моралните, на закони и обврски кои тука На вистина, кој е теистичкиот поглед на абортусот? Теистичкиот поглед на абортусот е човечко суштеството е ново во моментот на оплодување на јајцеклетката, бидејќи има нов генетски код, односно тоа е ново човечко нешто, кое ако не е прекинато, ќе продолжи да се развива се до 20. Пократко, абортусот е убиство. Точно. И во случај на силување? Секако. Пошто е тоа друго тело. Тоа не е тело на жената за да жената одлучи што да прави со тоа тело. Они, знаеш, викаат дека моје тело, мој избор, но тоа не е низино тело што одлучува. Тоа е друго тело во неа. И ако она каже па тоа е во мене, значи тоа е проблем локацијата. Зошто тогаш да не биде проблем некој на друга локација да се убие? Така оди аргумент. Значи строго теистички поглед е дека било кој може да силува било која жена и таа мора да го роди детето. Не смееш да силуваш, но ако се силува, ако се оплоди жената, да речам, нема таа право да да го прекине тој живот што е создаден, дојден со силување. Не е тој крив, едноставно. Не е крив плодот за постапките на својот татко. Ако плодот ја загрозува мајката, тогаш дури и црквата дозволува. Значи, ако животот на тоа бебе го загрозува животот на мајката, тука нема проблем. Јас не сакам теистичката позиција е, ако било како се најди дете во жена, не може со тебе. Точно, зашто е човечко суштество кое е невино. Како оде прувета исто? Оде прувета? Мислам дека нема тука да најдеш. Некако кога да ти треба малку релативизам, Гоце, што велиш? Ако е човечки код, нема тука релативизам, брат. Ако е човечки код и оде прувета да е, нема право да се уништи тој живот. Значи теистички во рете да се инсеминира жена. Епроветата е силувачот. А што ќе бе? Фактички. Па рековме дека нема проблем со силувачот, рековте вие. Ако жената сака да биде на тој начин оплодена, зашто да или нема начин другачи, нема врска што сака жената не сакаше да би силована? Тресеш глупости, значи збориме, кога жената пробам да ги поставам параметрите, ама да важат исто за сите случаи. Така, значи, сега една работа што мислам дека може да се сите се сложиме е дека еднаш кој ќе живото зачнат во жената, тогаш не сме со тебе. Може да се сложиме за тоа дека јас не се слагам со тоа, али еве да речеме дека теистичката позиција. Еднаш кога е животот зачнат, кога е човечки живот зачнат, сега ти може да биде тоа нели во епрувета, нели како го прават тоа инвитро, па после да се пренесе во жената, тоа е човечки живот, брат. Збориме за човечки живот. Теистичката позиција. И никој, дури ни жената во која е внатре животот, нема право да го прекрати тој живот. Така. Разбираш? Така. Значи, сега, значи може да екстраполираме дека теистичката позиција за, например, дете од епрувета, жена инсеминирана од епрувета, е дека тоа дете треба да се носи до фактички до човештво фактички. Така? Точно. Добро, клон од човек треба да се носи? Но клон не ако е направен клон, тоа е неморално, брат. Неморално е и силувањето. Ама се заврши во жената. Да го тепаме? Не, чекај. Чекај, во која смисла мислиш клон? Дали мислиш, извини Леđa, дали мислиш клон во смисла на оплодување и на машка на сперматозоид со женска јајцеклетка и толку тука да биде манипулацијата? Или мислиш клон со манипулација споредено со гени и вештачки? Го вадиш генетскиот материјал од јајцеклетката, го поставуваш генетскиот материјал само од еден човек и буквално генерираш клон. Да, ама тоа е манипулација. Се нашол во жената. Според вашата кој генетски код го вадиш? Цел генетски код го вадиш? Да. Од јајцеклетка да го вадиш целиот генетски код од мајката, како се вика, и поставуваш генетски код од
од еден човек. Мислам така се Сега, така се клонираат Ако луѓе. и двајцата родители се сложни така да се Остај добие двајца човечки- родители кај клони Како? нема. Како? Че двата Така ќе родители земеш, не се ја од тебе да земам. двата без да те родители не се прашам. сложни Не, кој не, ќе не, се силува жената. позицијата Ама на, не си на сега конзистентен. религијата е за Јас сум клонирањето е апсолутно јасна. конзистентен. Не си Клонирањето конзистентен, е Перо, јасно. знаеш зошто? Перо, ама следете молам. Тангента е, добро, тангента е. Сакав само, Ајде, сакав ред. само Гоце, сакав само да ти илустрирам дека ти настапуваш што е Да. што е нормално за човек од теистичка позиција да настапува од позиција на апсолутна вистина. Разбираш? Сакав само да ти илустрирам дека е многу лесно да те доведам во позиција Дали е кај тоа што таа апсолутна апсолутна вистина, вистина, кај што апсолутна вистина ќе видиш дека не е можно да се направи. Разбираш? Дали е Затоа тоа што- апсолутна вистина, сега што го кажеш, дека апсолутна вистина не е возможно. Тоа е апсолутна вистина. Значи се само побиваш брат со релативизирањето. Не, бе, Тоа ми е човек. целиот проблем мој. Но да почнеме еве со текстот што го имам напишано.